Според литературата во текот на неолитот, човекот започнал да ги припитомува дивите животни – козите, овците, говедата, свињите. Но во таа напорна многовековна работа, човекот имал припомош од кучето, кое најпрво било припитомено како верен придружник и чувар. За потребите на одгледувањето на домашни животни, односно за сточарење, било потребно да се одгледаат различни кучиња кои помагале во напорната работа со стоката. Познато е дека волкот е далечен предок на кучето, што се однесува за дивите кози, овците, говедата, свињите. Според литературата тие потекнуваат од античка Калдеја, односно од југоисточниот дел на Месопотамија. Кон крајот на 19. век се јавува кинологијата како наука. Во 1911 година во Париз е основана Меѓународната кинолошка федерација. Денес, според кинологијата, науката за кучиња, постојат преку 350 познати раси кучиња. За нив се определени стандарди по кои се разликуваат според изгледот и намената, но сите се одликуваат со неисцрпната љубов кон човекот. Шарпланинецот е наша домашна автохтона раса на овчарско куче. Го сметаме за национален бренд. Расата шарпланинец е официјално призната во 1939 година под името Илирски овчар. Но во 1957 година оваа раса е повторно регистрирана и признаена под народното име шарпланинец, со оглед на фактот дека потеклото им произлегува од величенствената и убава шарпланина. Шарпланинецот предизвикува големо интересирање кај љубителите на кучиња. Во кинолошка смисла постои официјален стандард за расата шарпланинец, усвоен во 1980 година, и во кој е опишан историјатот, општиот изглед и карактеристиките на телото, влакната, бојата, тежината и висината, како стандардни карактеристики за оценување на оваа веќе позната раса во светот. Според стандардот на шарпланинците, шарпланинското овчарско куче шарпланинецот има далечно потекло некаде од Азија, каде со миграционите процеси на народите доаѓа во Европа, на Балканскиот полуостров. Тука се задржал во основен тип на овчарско куче за заштита на стадата од дивите животни, особено од волкот. Мажјаците просечно се високи 62, а кучката 58 см. Тежината е од 35 до 45 кај мажјаците и 30 до 40 килограми кај женските. Што се однесува на бојата, дозволени се сите нијанси од бела до црна боја, но најпосакувана боја е сиво-зелената и темно-сивата. Документарната редакција на телевизија КИС го посети Михајло Крстевски и неговиот син Владимир во нивниот дом во Тетово, за да ја представиме пред нашите гледачи одгледувачницата на шарпланинци, шарпланинско бачило од Тетово. Се наоѓаме во одгледувачницата на шарпланинци, шарпланинско бачило на семејството Крстевски. Повод за нашиот разговор е освената награда на последниот Новосадски саем, каде што учествувавте и освоивте првата награда во категоријата на шарпланинци и втората во категоријата на сите раси кучиња кои што учествуваа на ревијата Златна огрлица Лориста 2008. Господине Крстевски, како го доживеавте последниот успех на вашите шарпланици? Пред се сакам да ја поздравим телевизија КИС, што ја го промовира шарпланинецот преку нашата одгледувачница. Верувам дека во наредниот период имаме уште вакви средби, представување на шарпланинецот како едно национално благо на Македонија. Ова за мене представува едно големо признание, бидејќи на Новосадскиот сајам беше одржана ова манифестација на ревија на шампиони. Значи тука се такмичеа само шампиони кучиња.
Нашиот куче Вир, инаку он е шампион на Македонија, исто така е интернационален шампион. Во неговата категорија, во растата на шарпланинци во шампиони, го освои првото место. Уште еднаш се докажа дека во Македонија има квалитетни шарпланинци, кои што можат да бидат и со голем квалитет и на светско ниво. На оваа ревија, исто така голем успех постигнавме и со тоа што го освоиме второто место во втората FCI група, значи во категоријата на шампиони. Тоа е еден голем успех за нашата одгледувачница, уште едно признание на сета наша долгогодишна работа со одгледување на шарпланинците. Се надевам дека во наредниот период ќе имаме уште успеси вакви, бидејќи Вире веќе 5-годишен шарпланинец. Сметаме дека не е на крај на неговата кариера, меѓутоа имаме млади кучиња сега кои што треба да го заменат него, бидејќи ова одгледувачница веќе постои 32 години, од 76 година. Јас почнав да се занимавам со следување на шарпланинците, сега тоа понатаму го наставува и мојот син Владимир, кој што иде по моите стапки. Исто тука заеднички на некој начин овој успех го постигнавме со Раде Зелениот, поточно познат меѓу тетовчани, инаку и тој е голем љубител на шарпланинци, така да сметам дека со ова заокруживме едно големо признание за нашата одгледувачница. Така, споменавте дека повеќе од 3 децени се занимавате со одгледување на шарпланинци. Се сеќавате ли кој беше вашето прво куче? Па, првото моје куче беше далечната 67 година. Едно куче, можем да кажем, така беше црно, меѓутоа не сум баш сигурен дали беше шарпланинец. Ама љубовта према кучињата ми се јави уште од тогаш, да бидем искрен, а инаку вака званично куче шарпланинец што ми беше донесено од Бистра, од Шар планина, ми го донесува баш едни албанци у Бисаѓе овчари беше донесено, се сеќавам како сега, тоа беше шарпланинец и со него почнав да се занимавам со следување на шарпланинците. Од тогаш се јави кај мене и тој такмичарски дух да настапувам на изложби, бидејќи порано бев спортиста, можеби од тука продолжува тој такмичарски дух и така да нон-стоп да биде мислен секоја година се надпреварувам со шарпланинците. Колку кучиња има точно во вашата одгледувачница и што е она најбитното во одгледувањето? Што е најкарактеристично во поглед на храната, на дресирањето? Моментално во нашата одгледувачница овдека, бидејќи, како што кажав и преска, заедно ги одгледуваме кучињата и со Раде, тој сега моментално живее во Прилеп, јас имам 6 кучиња, од тоа 4 мушки и 2 кучки, и имам 6 мали кутриња кои што се стари 2 недели. Бидејќи и да бидем искрен, и самото место не ми дава повеќе да чувам. Ке Раде имам исто така едно 12 кучиња, што стари, што млади, така да нашата одгледувачница можда у моментов сега брои преку 25 кучиња. Инаку, за ледување на шарпланинецот треба прво пред се една голема љубов према него, затоа што тој е најважниот фактор во понатамошното негување и одгледување. Храната е исто така еден голем фактор кој што влијае на изгледот на шарпланинецот и така и на неговиот развој од малечок, бидејќи тоа во развојот негов е многу важен заради тие анатомски мани да не ги добие. Значи потребна е правилна исхрана, поготово сега со овие нови префикси што ги прават, таа храна им ги има содржи сите витамини, минерали, калциуми, кои што многу допринесуваат да шарпланинецот се развива правилно, бидејќи поголемите расти на кучиња, наглиот нивни раст приликом растењето до година дена може да доведе ако нема доволно посебно калциум до разни мани кај нив, така да посебно во нозете се јавуваат тие мани и затоа требаат овие префикси, значи калциум и други минерали, витамини да им се даваат во нивниот развој.